скоро. Дојди, мили Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Татко, во името на Господ Исус Христос, јас те молам да слезе Твојот дух и денеска да зборува. Да зборува, Господи Исусе Христе, Твојот дух низ мене. Те сакам, Исусе, и Ти благодарам што и во ова утро си со мене овде, на Белото море. Јас те молам да ги тргнеш овие комарци, да испратиш огнен штит околу мене за Твоја слава. Овој рој од комарци да се тргнат. Јас те молам да ги тргнеш демоните што се нафрлени врз луѓето, што не им дозволуваат да поверуваат во Тебе. Јас те молам да ги тргнеш сите демони. Да ни помогнеш да направиме вистински избор, да се покајат, да ги исцелам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Еви текстот се налажи, овие текстови кои слегуваат за слава Исусова. Лебот наш насушен, дај ни го и денес. Прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници, не воведи во искушение. Јас сакам да бидеш мој учител, да ти служам, да останам во Твоето Слово, да те љубам. Слава Ти, Господи Исусе Христе, да ме научиш како да те љубам до крај, со силна вера. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замени, да не се враќа повеќе. Во името на Господ Исус Христос сега ја го објавувам Царството Божие во моето срце. Те ставам на свекник, Господи Исусе Христе. Ти си мојот учител, Ти си мојот доктор, Ти знаеш се, Ти ги тргна и овие комарци што ме касаат. Ројот комарци овде, во Егејска Македонија. Во Централна Македонија, како што ја нарекуваат греците. Знаете, на Македонскиот полуостров поделени луѓе христијани поголем број, а сепак љубов нема. Љубов нема. Се негира еден народ, друг народ. Ке ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Кој е мојот учител? Тоа е темата. Кој е мојот учител? По кого се угледувам? Кој ме учи? По кого постапувам? По што постапувам? Постапувам по себе си или си постапувам? Дали му дозволувам да ме учи и променува? Видете, тоа е важен момент. Кај пророците е напишано и ќе бидат сите, да. И тие мислат дека е така тоа, без обврски, од Бога научени. Секој што чуло дотецот. Секој што чуло дотецот и се научил. И се научил, значи треба да имаш уво да слушаш. Доаѓа кај мене Јован 6:45. Ти го слушаш тој внатрешен глас. Го бараш Бог, дали сакаш да се соединиш со Таткото Небесен? Дали сакаш да се вратиш во Царството Божјо? Секој што чуло дотецот и се научил, доаѓа кај мене. Слава Ти, Господи Исусе Христе, вижте, влага има на столчињата. И се чудеа јудејците велејки како ги познава овој книгите, нели, кога Исус почна да зборува во синагогата, Светото писмо кога не учел, Јован 7:15. Тоа е интересен момент. Не учел во библиска школа, па да, тој го учи директно Духот, тоа е целата суштина. Јован 7:15. Само ти ли знаеш, ми велат. Духот ме учи мене. Да, и гледам потоа кај завршува човекот. Девојката, госпојата. Ете, сите се знаат, се прочитале неколку стихови, прочитале некои толкувања, слушнале некоја проповед и мислиш дека знаеш. Штом знаете, гревот ви отстранува. Дај Боже да знаеш. Дај Боже, дај Боже. Но по делата ќе ги познаете
Има ли доброто дрво плод? Дали даваш плодови за Царството Божие или си работиш во светот, си живееш во светот? Се распаѓаш, ја губиш силата на тенане, на рад. Знаете, кога не учиш, кога учел овој, нели, во школа немаше, старешина на манастир ми вели: леле, колку ти го знаеш словото. Ме викнаа таму на еден фестивал, пред доста години беше, може би 10. Еден колега добиваше награда, Страшко Милошевски. И јас излегов што да зборувам денеска, да кажам нешто, бидејќи сепак фестивалот се нарекува Свети Јоаким Осоговски, инаку сум еден од основачите на тој фестивал. Но денеска ме заборавија, не е важно. И сега го зборувам јас тој Јован, навистина слезе духот, беше сила. И тој ми вика: како ти го познаваш словото? Вика: тоа е многу тешко слово, Јован. Знаете, тој сеќава во срцето. Јас не го толкував, само го зборував, научено наизуст. Но тој гледа дека словото излегува во дух. Тој е будан, но не му е јасно до крај. Јас знам дека ништо не знам. Не го знам словото, но во мене живее Исус. Исус живее, кој знае се, кој може се. И пазете, учењето мое, говорењето мое не е мое, туку на оној што ме прати. И ако некој сака, та дали сака? Кој е тој што ме прати? Па Таткото Небесен. Да ја врши волјата Негова. Сакаш ли да ја вршиш волјата на Таткото Небесен? Те молам да ги тргнеш овие комарци, татко. Но нека биде твојата волја. Ке разбере дали ова учење од Бога, ова што ви го зборувам јас е од Таткото, или јас сам од себе зборувам, Јован 7:17. Пазете сега, ние го имаме тој стих: кој зборува сам од себе, тој ја бара својата слава. И ти си ја бараш својата слава овде. Гледајте ме, чудете се како ти го знаеш писмото. Зарем ти можеш да го познаваш семокниот Бог? Тој те создал, тој те направил, тој ти дава сила, тој ти дава живот, здив и се. А ти сакаш да го толкуваш од срце, од себе, по својот изопачен ум. Кој е твојот учител, синко? Кој те учи? Дали зборуваш самиот од себе и си ја бараш својата слава? Важен момент. Или ја бараш Исусовата слава на Отецот што те обучил и пратил? За кого? Чија слава бараш? Кого ти славиш овде? Славиш имендени, годишници, богородици, светци, манастири, основатели на цркви, реформации. И дали Он зборува од тебе и во тебе? Кој си ти, му рекоа. Кој си па ти, само ти знаеш. Му рекоа. Исус им одговори: почеток, како што ви велам. И јас сум почеток. Дојди тука да почнеш. Да видиш, да сетиш, да го отвориш срцето. Што значи да се родиш во духот? Многу имам да ви зборувам. За вас да зборувам и да судам, но оној што ме прати, Исус им вели, е вистинит. И она што сум чул од Него, тоа му го кажувам на светот. Јован 8:26. Она што сум чул од Него, тоа што го слушам, го зборувам. Не зборувам од себе си. Му дозволувам тој да зборува. Мен учеше долго време на овој принцип. А преку 30 книги напишав, настапи каде што ќе се помолам, отвори ми ги словата, мој Господе, тогаш велав Господе. И сила слегуваше. Јас има неколку говори кои последниве години ги изборувам во духот во Пиринско, во Албанија, овде во Егејска Македонија, насекаде. Ние зборуваме за Македонија, земја која го повика, му помогна на Израел. Го повика Исус да дојди во Македонија и помогне ми. Македонец е човек кој го повикува Исус, тој има љубов за сите, и за грците, и за албанците, и за бугарите, и за србите, и за натосаните европејци. Но неговото да во Исус е да, неговото не е не. Да за Исус и љубовта, не за сатаната и смртта. Ништо не правам само од себе, туку како што ми научи мојот Отец, така и зборувам. Јован 8:28. Учител на Исус е Отецот. Батеријата е добра. Во дух, духот е учител. Дали му дозволуваш на духот да те води?
Но како да препознаеш Свети Дух и Дух на овој свет? И тоа е важен момент. Секој што верува дека Исус дошол во плот е од Бога. Ти веруваш дека Исус дошол во плот. Каде? Па во твоето срце. На Исус треба на Ботецот да му се поклонуваш во дух. Во дух да му се поклониш. Што значи тоа? Па внатре од тебе да му дозволиш тој да владее, ти да му се поклониш. Ти си подарок поклонот. Но како да го препознаеш Светиот Дух и Духот на овој свет? Еве стихови, ако вие останете во моето слово, како треба да останеш во љубовта? Останете во моето слово на вистина. Вистински ќе бидете ученици, а не делумно. Ќе ја запознаете вистината, ќе го познаеш Исус, ќе го возлюбиш, ќе го познаеш Исус. И вистината ќе ве ослободи 8:31-32. Тој ќе те ослободи од сатанската страст, од прангите на сатаната кои те држат врзан, кои не ти дозволуваат да го оставиш стариот човек, да се соблече старата природа, да останеш во Словото. Па, например, љуби го својот ближен како себе си, држи се за тоа и чекај. Тој ќе вели, покажи ми ја верата без дела. Па ете, тој те напаѓа, те колне, те пцуе, ти седиш, не правиш дело, со кое ќе излезеш. Тоа е дело, стоиш во верата. А потоа му велиш, не за сатаната, не за смртта, јас му припаѓам на Исус, немој, действуваш во љубовта. Ти си негов Исусов ученик. Сакаш ли да учиш ти, да те научи да љубиш, или си знаеш ти самиот стихови имаш натоварено од светот? Си јадеш, кркаш од дрвото на познанието на доброто и злото, нели како Адам, и си изгонет од рајот и си смртен. Имаш малку време, батеријата ќе ти се потроши, срцето так. Ти не можеш да му кажеш на срцето, чукај срце. И ние сега имавме една сотрудничка која доби силно исцелување. Зашто го промени односот кон старешината на заедницата. Послуша некој работи. Пазете сега, и одеднаш поверува и вистински почна да зборува. И сега кога ќе се вратиме од ова бело море, ќе ја снимиме незиното сведоштво за слава Исусова. Знаете, ги се исцели срцето. Срцето и беше катастрофа, како што и рекле, ти е готово скоро, стентови, едно друго. Одеднаш се е добро. Притисокот е добар, холестеролот е добар. Добриот татко ги љуби своите деца на земјата кои сака да се вратат кај него. Значи, си јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, тие му велат, ние сме семе Аврамово. Те се повикуваат на една традиција Аврам, завет со Бог, но Аврам го однесе својот син, Исак да го жртвува. Дали ти ќе го однесеш својот син? Тие му велат, ние сме семе Аврамово, ние сме апостолска црква, ние сме ваква, најстари јазик сме ние сме дале. Културата на Балканот сега тоа сатанско пометува. Најстари биле албанците, па грците биле најстари. Грците. Ќе се погледнеш во огледало, ќе видиш каков се. Бугарите се нивно е. Србите се тука се будат полека. Тие се понормални од ненормалните, од сатанските на Балканот. Знаете, секој е најголем, секој сака да биде вавилонец, вавилонска кула. Вие сте семе Аврамото, а сакате да ме убиете. Ти го убиваш Исус кога не го љубиш братот свој, сине човечки. Ти го убиваш Исус кога не го љубиш твојот брат, сестра, роднина. Зашто Словото мое не може да се смести во вас. Словото Исусово не може, полн си со цитати, со знаење, со гордост. Кога нема исцелување, само мрмориш, ти знаеш се. Имаш барикада, имаш преграда во умот, треба да се урне таа. Но не можеш да ја урнеш самата. Мораш да дојдеш или самиот пред старешината на заедницата, да се исповедаш, да се покаеш. Значи тие ќе дојдат кај вас, како што вели, ќе клекнат и ќе речат на вистина со вас е Бог. Треба тоа да го направиш, да клекнеш и да кажеш со вас е Бог, да поверуваш, не од само со уста. Словото да се смести во мене, во срцето. Да остане, да бидам Исусов ученик, тоа е поентата, Христов ученик. Потоа Исус ни вели, зошто не ги разбирате? Зошто не ги разбирате моите зборови? Па затоа што немате дух, затоа што не можете да ги слушате поуките мои, 8:43. Кој ги слуша зборовите мои, тој е од Бога, вели. Кој не ги слуша, не е од Бога. Нема лажење тука. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе.
Не слушаш, не си послушен, си тераш по свое. Не сакаш да учиш, знаеш. Не сакаш да се промениш. Не сакаш да се предадеш, да останеш во Исус Христос, да му се поклониш на Исус, значи да му дадеш. Ти си дарот што треба да му се предадеш, да му се подариш на Исус во дух и вистина. Од срце, со сето срце, со сета душа. Затоа тој им вели на израелците, вашиот татко е ѓаволот. Штом на израелците татко им е на ѓаволот, на сите што не гирате, немате љубов, вашиот татко е тој, татко на лагата. И тие следат еден водат, цела една генерација. Пазете, сменија еден лидер го нарекува режим. Не беше ни тој совршен, се разбира, но донесо уште полош од него, кој ги лаже и тие уште го следат. За пари, мамонови следбеници, ја продаде државата, го понижи народот, оплячка се, те обезличи. Тој во името на народот сака да избрише дека не сме ние тие што сме, например, ние сме македонци, Господ не создал, сме издржале. Сме го издржале тој крст. Убиени се многу луѓе од страна на сите наши соседи, колеле, убивале, место да се покаат. Тоа е порака до грците, бугарите, албанците и србице. Покајте се, луѓе. Сте ги убивале македонците, признајте ги. Србија е на добар пат. На многу добар пат, таа веќе мала група може би вели дека нема македонци. Тоа се постмакедонски идентитети, но тоа не е важно, тоа е сатанска стратегија, значи не ми верувате, вашиот татко е ѓаволот, Јован 8:44, вие кажувам вистината, не ми верувате, 8:45. Не го слушаш учителот. Не сакаш да бидеш ученик, ти знаеш. Штом гледате, не сте слепи, гревот ви останува. Штом слушате, знаете, нели? Не сте глуви, гревот ви останува. Кој е од Бога, тој ги слуша Божјите зборови. Но не е тоа слушаш на едно уво, на другото ти излева. Послушен си му на Исус. Послушност, промената е внатрешна. Ти се променуваш од тихо, стануваш Исусов. Собственоста се менува. А вие не ги слушате зашто не сте од Бога. 8:47. Не ги слушаш Словото. Ти си го толкуваш, ти само го озвучуваш празна канта, канти тропаат. Имаме тој израз. Луѓето не го разбираат, не ја разбираат суштината на изговорен збор, на збор во вера изговорен, на она што го повторуваш секој ден, дека тоа ти се случува. Ќе ви го дадам тоа што го говоревте на израелците во пустината, изгинаа целиот народ, зашто нивниот татко беше ѓаволот. Поминаа низ вода, водата се тргна. Имаа водно крштение во дух. Пазете, и сепак се вратија. На крајот, бидејќи Словото не остана, духот дојде, ги искапе и си замина. Вистина, вистина ви велам, кој ќе ги запази зборовите Исусови мои, нема да види смрт довека. 8:51. Треба да ги запазиш зборовите Исусови. Како? Во срцето? Па почни од еден стих, љуби го својот ближен како себе си, почни да го љубиш. Кога ќе не можеш да го љубиш, кажи: Господе Исусе Христе, помогни ми да го љубам овој човек, помогни ми да му простам, ти дај ми сила, помоли се секогаш кога ќе се помолиш, затоа што ти е спротивставен, има некоја промена, ама од срце да се помолиш. Да ги запазиш во срцето зборовите, да ги применуваш зборовите, да ги живееш, да останат во тебе, да станеш дел од тие зборови, да станеш сотрудник чие име е запишано во книгата на животот. Љуби го својот ближен како и себе си. Тоа е законот, царскиот закон на љубовта. Штом ти си во нељубов, осудуваш, се гневиш, не простуваш, ја исполнуваш твојата волја, ти не си излегуваш од законот на љубовта и тогаш се наплаќа око за око, зап за зап. Тогаш е крвта ваша на главите ваши, да останеш во царскиот закон на љубовта. Исус исцелува слеп, слика. Во сабота, фарисеите го испрашуваат за да го обвинат Исус. Како ти ги отвори очите? Како ти ги отвори? Зошто ти ги отвори? Затвори ги. Не знам, му вели слепиот, им вели. Он знае. Слепиот им вели: ви реков и не чувте. Имате уши, не слушате. Им вели исцелениот: да не сакате, може би и вие да му станете ученици. Јован 26:28. Ете, тоа е. Дали сакаш да му станеш ученик на Исус, да признаеш дека не знаеш, да паднеш на колена како дете. Дете значи, дете е состојба на душа која треба да учи, која е водена од татко, зависна.
Ние сме Мојсееви ученици. Знаеш ли ти кои сме ние? Знам. Паднати сте овде со сатаната на земјата, имате малку време на милост да се покаете, тоа сте. А вие, чии ученици сте? Кои те учи тебе, човеку? Телевизија, медиуми, политичка партија, лажговци, сатаната. Сега повторно сакаат да направат ковид. Криза почна со маски во една соседна земја. Објавуваат демек има ковид. Ке ви наставаат чипови на сатаната, ви ја променат ДНК и крвта, да ви го уништат она што ви е дадено од живот, здив и се од Таткото Небесен. Ти си негов ученик, му велат на исцелениот. Па зар ти нас ке не учиш? Да, јас сум негов ученик. Ако речете, зарем ти нас ке не учиш, јас не ве учам. Тој ве учи, он зборува низ мене. Јас сум само сад за негова употреба. Јас сум радост, се претопувам целиот од материјалниот тихо во духовен, во љубовен тихо, кој го љуби Исуса Христа, го познава. И овде сум да бидам гласот на оној што вика во пустината. И го избрка. Ти ли ке не учиш? Пазете да не ме избркате вие мене. Кој е тој слепиот? Па јас сум тој. Не знам дали знаете. Еден од тие. Слава ти, бев слеп и тој ме исцели. И тој е мојот учител. А јас знаев многу книги, имав 30 книги веќе напишана, може би повеќе. Пазете, имаше по нешто таму, но не е целото. Не е сето, не е сета љубов, сето срце, душа. Да не го избркате и вие ученикот, го прима Исус. Веруваш ли ти во Синот Божји? Слава ти, Исусе. Исус му вели на ослепениот, веруваш ли ти во Синот Божји? И тебе ти вели, и мене ми вели, веруваш ли ти тихо? Да, со сето срце, со сиот разум, со сета душа. Еве камбаната бија. Веруваш ли ти во Синот Божји? Рече, верувам. И му се поклони. Како? Во дух му се подарив, јас нему. Јас сум негова собственост, он зборува, он ме учи. Те сакам, Господи Исусе Христе. Па тоа е целата суштина, рече, верувам и му се поклони, да прогледаат оние што не гледаат. Значи, јас не гледав и прогледав, го признавам тоа. А тие што гледаат, што мислат дека знаат, што се тврдоглави, што се суетни, што се горди, да станат слепи. И тие се слепи. Слава ти, Господи Исусе Христе, да бевте слепи, грев немаше да имате. Но бидејќи гледате, гревот ви останува. Ти си знаеш, си јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. И еден ден, кога ќе се представиш пред семокниот Татко Исус Христос, ќе треба да одговараш за секој лош изговорен збор, за секоја нељубов. И тогаш ќе биде око за око, зап за зап. И тогаш ќе бидат вечни времења, ќе треба да отплаќаш. Но сето тоа е минливо, се додека не дојде некој и му се поклониш во името Исусово. И речеш, на вистина сова се Исус, сакам да бидам како Исус, предавам се што имам, Татко, дојди во моето срце и помогни ми. Во името на Господ Исус Христос те молам, Татко, и ја враќам Македонија и Македонскиот полуостров во твоја собственост, да дојдеш во срцата на бугарските, грчките, албанските, српските политичари, да разберат што значи да си македонец, човек кој повикува кон Исус со сето срце, душа, човек кој го донесе Исус, кој беше сад употребен да дојде Исус. Зато има двајца сведоци, Израел и Македонија. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојата љубов, во Твојата сила, во Твојот мир. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замени, да не се враќа повеќе. Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и секој демон што се нафрлил врз секој еден од вас, допрете се до срцето. Ти го давам срцето, Господи Исусе Христе. Еве ти ги клучевите, дојди во моето срце, помогни ми да се променам во љубовта, да победам со љубовта. Татко, ја враќам Македонија и Македонскиот полуостров во Твоја собственост. Крвта Исусова е свето положувам врз Македонскиот полуостров. Те љубам, Господи Исусе Христе. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од Македонскиот полуостров, Сатано, и не враќај се повеќе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојата љубов за секогаш, Исус. На секаде, Исус. Во секого, Исус. Во секое срце, Исус. Амин. Амин. До Божјо Царство Небесно. А ти што мислеше, синко, сам ќе си тераш по свој дека си христијанин?
Самиот си тераш, самиот си знаеш, јадеш од дрвото на познанието, ти си се уште во Адамовиот грев, ако не ја исполнуваш неговата волја на оној што те прати. Ако не сакаш да бидеш негов ученик, дете, да оставиш се што си научил до сега земно и да тргнеш да те учи по него. Амин. Од земјата до небесата, љубовта Исусова нека не преплавува. Амин. Doaѓам скоро, дојди мили Исусе во моето срце. Дојди мили Исусе во моето срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата.